Narodot во се поголем минус, заклучно со февруари, жителите на истокот по основ на кредити и минуси на картички, на банките им должат неверојатни 85 милиони евра. Од нив околу 30 милиони се така наречени лоши кредити, односно пари кои граѓаните ги зеле, но не можат да ги вратат. Најголемите минуси се направени на кредитните картички, на тековните сметки истокот должи 25 милиони евра, а на кредитните картички дури 65. Фактот што граѓаните се задолжуваат на картички наместо како досега за рати на кредит говори дека минусите се прават за така наречени режиски трошоци. Парите позајмени на овој начин завршуваат за храна, комуналии и трошоци за школување. Имено платите во регионот се мали, а трошоците големи, па за да се преживее требаат екстра пари. Мислам дека без кредити ретко која фамилија денес. Мислам, јас знам многу што живеат на кредити и стварно е тешко да се преживее месецот кога отплаќаш и рати од кредити. Ама без кредит е стварно тешко и блажеси им на тие што немаат. Вие како мене, например, што нема одека да го врнеме, мора да живееме. Какво ќе се снаодиме, така после па ќе не може да се одека ќе се извадиш, нема одека да се извадиш. Па многу е сиромашно и сите должат нешто. Сепак, каде ќе не одведе континуираниот пораз на граѓанското задолжување? Бидејќи парите кои што се земале и се минусни салда или кредити не биле вложени во нешто што ќе дава, што ќе враќа назад парични средства и приноси на самите или поединците или фамилиите, тоа значи дека тие кога ќе дојде моментот да го вратат, ќе треба да се задолжуваат на ново и да ги враќаат исте, значи таа спирала ќе продолжи надоле со сигурно многу застрашувачки последици, доколку самите месечни примања на населението не се зголемат за да може да ги покријат тие задолжувања. Економската логика е таа, но кога се нема, а трошоците притискаат, на неа се мисли малку. Инаку на ниво на држава вкупното задолжување на граѓаните е 283 милиони евра и тоа само на картички.